Почитувани, Златко Марин и огрануците на картелот во аеродром нетранспарентно, без претходна консултација со жителите на општината, носат нови урбанистички планови со кои се предвидува изградба на огромни стамбени блокови. Дали Златко Марин под притисок на урбаната мафија против која ветуваше дека ќе се бори, го става интересот на граѓаните настрана. Во четвртокот мнозинството во Советот на општина Аеродром, предводено од СДСМ, на швечарски начин донесе нов детален урбанистички план за просторот покрај булевар Трета македонска бригада, со кој се предвидува изградба на 4 нови стамбени блокови со површина од над 90.000 метри квадратни. Тоа се 4 нови висококатници, од кои 2 нови стамбени згради со висина од 8 ката и 40.000 метри квадратни површина и 2 нови деловни згради со висина од 5 ката и 50.000 метри квадратни површина. Подетално може да видите сликите од дисплејот. Тоа се вие овдека. Овој детален урбанистички план е донесен со криење од јавноста. Златко Марин и советниците од картелот на власт преку предлагање дополнителна точка на дневен ред ја заобиколија јавноста и на мала врата донеса одлука за изградба на нови згради во општината. Златко Марин треба да одговори зошто беше потребно целото брзање и за чии бизнис интереси се работи. Кој треба да го добие бизнисот за изградба над 1000 нови станови во аеродром. Златко Марин во предизборието дека се бореше за гласовите на аеродромци ветуваше брда и долини. Ветуваше дека ќе работи транспарентно и во интерес на граѓаните. Сега, наместо во интерес на граѓаните, гледаме дека очигледно работи за интересите на некој друг. Ова е одразот на лицемерието на СДСМ и нивниот игнорантски однос кон потребите на граѓаните. Да го погледнеме видеото во продолжение од период пред изборите, кога Златко Марин вети дека ќе ги измени дуповите и ќе се бори со урбаната мафија. Добро, господине Марин, често ве слушаме дека власта, пак ќе речем, во аеродром, предводен од господинот Коневски од ВМРО ДПМН, буквално направило урбана мафија, дека прво што ќе направите кога ќе дојдете, нели, кога ќе седнете на градоначалничката позиција, ако нормално и вие ја освоите, ќе биде ревизија на дуповите. Ревизија на сите постоечки дупови и таму каде што може да има правна можност да се коригираат, ќе се коригираат. Тоа го ветувам пред цела јавност. Знаете дека се големи и тешки обвинувања за постоење урбана мафија, иако тоа се заслушав да ви кажам искрено во емисиите Самовистина, нема кој не спомна урбана мафија од Гостивар па долте долу. Најверојатно чим го слушате секаде, таа постои. Само ли за тоа е мафија дека не може да најдеме дека поседува докази, документи, дали вие сте подготвени ако утре другиде некој по промената на 15 октомври ќе се случи и во аеродром и на град Скопје. Дали поседувате докази и документи за ова што го тврдите? За постоење на урбана мафија во аеродром? За тоа кој мафија не може да ги имаме доказите. Едно зборуваат дека се борат за гласовите на граѓаните, друго од позиција на власт. Очигледно Марин со стапување на градоначалничката функција заборил на граѓаните. ВМРО ДПМН гласаше против овој детален урбанистички план од причина што не се согласува со начинот на носење на планот со криење од јавноста. ВМРО ДПМН ќе ги искористи сите правни механизми кои стојат на располагање за оспорување на овој дуп и во иднина нема да дозволиме граѓаните на аеродром да бидат заобиколувани за работи од суштински интерес за иднината на општината. Благодарам на вниманието.